Овие снимки од новинари како се собираат пред кривичниот суд Скопје се од 18 февруари, сега веќе далечната 2019 година. Тој ден беше закажано првото рочиште за предметот наречен талер. Како правно лице, беше обвината партијата ВМРО ДПМН како физички лица низините функционери. Тогаш веќе избеганиот Никола Груевски, потоа Милијана Киевски, Кирил Божиновски, Илија Димовски, Леко Ристовски и Елизабета Чингаровска. На обвинетите им се ставаше на товар дека во периодот од 2009 до 2015 година партијата собрала 4,6 милиони евра, вршејќи притисок врз приватни фирми. Сите обвинети имале различна улога, а парите, според обвинителството, били уплаќани во банка преку илјадници мали трансакции, на име донации за партијата од разни физички лица. Некои од доказите на обвинителството покажуваа дека многу од уплатниците, илјадници на број, биле прокнижувани на 20 на секунди една од друга, што е невозможно, ако навистина ги уплаќале различни физички лица кои чекаат ред во банка. А тука беа и 150 сведоци, меѓу нив бизнисмени кои признаа дека биле под притисок да даваат пари за партијата, но и луѓе чии имиња и лични податоци биле ставени на тие уплатници. А за истрагата изјавиле дека никогаш не донирале пари или дека не уплатиле донација во банка. Поречиси 5,5 години и 122 рочишта, пред судот беа сослушани најголем дел од сведоците. Но, како што поминуваше времето, се повеќе сведоци почнаа да даваат поинакви изјави пред судот, споредено со она што го кажале пред обвинителството. Во текот на главната расправа беше воочено дека дел од сведоците ги менуваат своите искази, пошто од страна на јавниот обвинител беа прогласувани за непријателски сведоци. И дел од овие сведоци, по предочувањето на исказите дадени во обвинителството, дадоа вистините искази. Дел од сведоците, иако им беа предочени дадените искази во обвинителството, го променија својот исказ во однос на факти и околности од значење за постоење на кривичното дело и дадоа лажни искази. Давањето лажен исказ е кривично дело и зависно од тежината на предметот во кој е даден таквиот исказ, може да доведе до неколку годишна казна затвор. Сепак, тоа не поколебало 5 сведоци во талер да го сменат исказот и покрај тоа што биле подсетени што кажале во фазата на истрага. Но од тие 5 само еден е осуден за давање лажен исказ. Бизнисменот и поранешен градоначалник на Центар Владимир Тодороvić. Не заврши во затвор. Се спогоди со обвинителството, а судот прифати да добие само условна осуда. Против другите четворица, Скопското јавно обвинителство решило да не поведе постапка. Во основа, пријавените во овие постапки не негираа дека постојат одредени разлики во нивните искази дадени пред обвинителството и во судот. Меѓутоа, тие несовпаѓања во дел од податоците ги објаснуваа со проток на време, здравствени и други околности поради кои не можеле прецизно да се седат на фактите, зашто доставуваа и медицинска и друга документација. Од тие причини, надлежните обвинители кои постапуваа процениле дека доказниот материјал во однос на субјективното обележје на кривичното дело не го достигнува стандардот за да биде поднесено обвинение. Со други зборови, обвинителите кои го водат предметот талер доставувале службени белешки до основното јавно обвинителство Скопје дека 5 сведоци дале поинаков исказ пред судот од првичниот пред обвинителството. Тоа вообичаено значи кривична пријава за давање лажен исказ. Но во случајот, обвинителите во Скопското обвинителство кај кои се паднале предметите за променетите искази, решиле да им простат на сите, освен на еден сведок. Давањето лажен исказ во суд е сериозна работа и сериозно кривично дело и во сериозни правосудни системи треба да се третира со голема важност, бидејќи тоа е напад на правдата, напад на вистината. Не за џабе и не е случајно, тоа кривично дело е сместено во кривично дело против правосудниот систем. Адвокатката Сузана Јошевска-Анастасовска, коментирајќи одлуката на обвинителите да не ги гонат сведоците што го сменили исказот, се огради од давањето оценка дали таквото постапување е правилно или не, бидејќи ги нема на располагање сите факти. Но има јасен став за тоа кои ќе бидат последиците. Давањето лажен исказ е пред се форма на попречување на правдата. И недавање соодветна сериозност може да предизвика така наречен рипл ефект, кој може да една мала навидум грешка да предизвика многу поголеми последици, не само за тој конкретен предмет, бидејќи
Пораката која што се праќа е дека може и да го губите сеќавањето, може и да го смените исказот без да за тоа трпите последици. Што значи сето тоа? Дека и други сведоци ќе почнат да забораваат во талир и во други предмети и ќе очекуваат да им биде простено. А тука се и проблемите што можат да настанат при утврдување на фактите во секој предмет со сведоци. Тоа што на некои сведоци им ја простија промената на исказот не е единствениот преседан во овој предмет кој што оди во корис на обвинетите. Порталот Призма објави дека републичката обвинителка Анита Тополова Исајловска побарала од Врховниот суд да го укине решението со кое се одобрува обвинението за талир. Основата е мислењето на Врховниот суд од пред 5 години, дека специјалното јавно обвинителство нема право да поднесува обвиненија по крајот на јуни 2017 година. Точно е дека СЈО го поднесе обвинението за талир по крајниот рок, но и дека предметот сега го застапува редовното обвинителство. Очекувам Врховниот суд да заземе став дека барањето, односно да го отфрли барањето на обвинителката Тополова Исајловска и да констатира дека нема зошто да расправи, бидејќи тоа е апсолвирано прашање. Но и да го прифати и друго обвинителство да го преземе случајот, односно да го презаведат предметот по друго обвинителство, тој предмет ќе биде миниран преку останатите судски инстанци. Ваквиот став на новинарот Васко Маглешов се темели на фактите за предметот. И без барањето на обвинителката Тополова Исајловска, чиј сопруг Патем беше заменик министер за надворешни работи во последната влада на ВМРО ДПМН предводена од Емил Димитриев. И без разлика на односот на обвинителството кон сведоците што ги сменили изјавите, предметот талир како да е осуден на пропаст уште од почеток. Првото рочиште за главната расправа беше закажано на 18 февруари 2019 година. Заедно со тоа рочиште до крајот на таа година ќе бидат закажани вкупно 13 и на ниту едно од нив нема да се стигне до воведни зборови. Тоа ќе се случи дури на 2 март 2020 година во која ќе бидат закажани уште 14 рочишта. До крајот на јуни годинава за талир биле закажани 122 рочишта, но и покрај тоа нема ниту абер од првостепена пресуда. Зошто? Затоа што предметот 5 пати почнува од почеток. Според статистиката што ја добивме од јавното обвинителство, предметот прв пат почнал од почеток на 19 мај 2021 година, бидејќи поминале 90 дена од последното одржано рочиште. Истата година во октомври, предметот по втор пат почнал од почеток, поради смена на составот на судечкиот совет. Една година подосна, на 19 септември 2022, предметот почнал од почеток по трет пат, повторно поради поминати 90 дена без рочиште. На крајот на декември 2023 предметот почнал од почеток по четврти пат, повторно поради промена на составот на судечкиот совет. Се очекува на следната главна расправа која ќе се одржи, предметот да почне од почеток по пети пат, поради нова промена во судечкиот совет. Но најголемата замка може би е во рокот на застарување на делата. Во моментов, 2 лица се обвинети за злоупотреба на службената положба, дело кој им застарува на 31 декември 2025 година. ВМРО ДПМН е како партија обвинета за перење пари, зашто исто така настапува апсолутна застареност на 31 декември 2025 година. Делото перење пари им се става на товар на 5 физички лица, за која настапува застареност за 11 години, на 31 декември 2035 година. Просто е невозможно за една година со ваков развој на настаните да очекувате дека ќе биде донесена правосилна судска пресуда од една страна, така што тоа дело целосно ќе застари, а во делот на перењето пари постои една пракса која што ја воведе, практично ја иницира Апелацијскиот суд во Скопје, кој што застанува на ставот дека кога го декриминализирате искористувањето на службената положба како претходно кривично дело со кое што сакате да ги перете парите, не можете да гоните ниту за перење пари. За сега, единствената победа на обвинителството останува тоа што една од обвинетите, Елизабета Чингаровска, го призна делото и се спогоди со обвинителството. Затоа не доби затворска казна, туку само условна. Останатите остануваат невини, се додека не се докаже спротивното.